Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме или да ја дознаеме вистината. Вечерва гостин Зоран Ненезич, или големиот мајстор на масоните. Човекот кој многу знае. Човекот кој ќе ни раскаже приказната како Владимир Путин и Доналд Трамп се избрани да бидат председатели на Русија и председатели на Америка. Зоран Ненезич, човекот кој многу знае. Можем ли да ве представам кој човек, кој е одлично информиран и кој многу знае? Skeptičan sam. Ja sam već u 7. deceniji, blizu i 8. Pa još uvek mislim da moram mnogo da naučim. Бидејќи би ми било на некој начин конзервативно, излитено, постојано да ве представувам како човек кој бил голем мајстор на југословенската ложа и без малку да нема ложа на Балканот која нема обновено или наново формирано. Što se tih fakata tiče, to su činjenice, to je već istorija. Ja sam prvi veliki majstor obnovljene, reaktivirane velike lože Jugoslavije u SFRJ-u od 23. juna 90. Od novembra meseca 91. godine, 23. novembra sam bio i prvi suvereni generalni komander školskog rituala, Vrhovnog saveta školskog rituala tadašnje Jugoslavije. Ова е капиталното дело на Зоран Ненезич, масони 1717-2010 година. Ова дело, кое во 2 тома, го има посветено на неговиот починат татко. Таткото на Зоран Ненезич беше официр на КОС, сменете после Брионскиот пленум, кога се сменете сите тие луѓе кои се приврзаници на Александар Ранковиќ. Зоран Ненезич може би да се нарече дете на комунизмот, односно човек кој е таа комунистичка номенклатура. Меѓутоа во врвот на својата мок, во врвот на својата слава, тој станал голем мајстор или голем маршо на обединетата југословенска масонска ложа. Без малку да не постои масонска ложа на Балканскиот полуостров која не е формирана од Зоран Ненезич. Со тој човек ние разговараме на нашата вечерашна емисија. Може да се рече дека сте дете на комунизмот, ако не се лажам, вашиот родител или вашиот татко беше член на Југословенската народна армија. Da, ali moj pokojni otac je u 44. godini penzionisan 5 dana posle održanog Brijanskog plenuma. Znači posle Brijanskog plenuma. Da, kada je Broz imao poslednju čistku državnog aparata, JNA, policije, tajnih službi od časnih ljudi, jer i moj otac kao i većina tih partizana koji su iz rata izašli sa nekim činovima su bili pošteni ljudi, prihvatili naravno, posebno u ovom pravoslavnom delu bivše Jugoslavije, komunizam se zapatio mnogo više nego u zapadnom delu gde je katolički deo, jer je izvorno ideje pravoslavlja i komunizma su jako bliske. Зоран Ненезич има 67 години, роден е на 16 декември 1952 година. Значи, ако вечер ве гледате емисијата или ја гледате емисијата во недела, утре во понеделник е роѓен на Зоран Ненезич. Зоран Ненезич зборува споро, меѓутоа кажува екстремно ексклузивни работи. Ајде во продолжение на интервјуто да ја проследиме приказната или интервјуто со Зоран Ненезич на тема како адмиралите и американските генерали го носат Доналд Трамп на власт во Соединените американски држави, односно го носат на функцијата председател на Америка. Може ли пред нашите гледачи да објасниме од каде потребата или од каде мотивот на генералскиот врв да го подржи Трамп? Ja nisam stručnjak za geopolitiku, ali ono koliko pratim, koliko znam, koliko sam čitao i koliko mi još uvek zdrav razum dozvoljava da zaključujem. Što se Amerike tiče, ona je posle ubistva Kennedyja doživela ozbiljnu unutrašnju političku transformaciju. Taj vojno-industrijski kompleks naravno da je jako važan, zato što Amerika 1000 milijardi godišnje odvaja za naoružanje. Ono što mogu da pouzdano kažem, Vrhovni savet južne jurisdikcije škotskog reda
Sjedinjenih Američkih Država, čije je sedište u Vašingtonu. Ima veliki broj članova koji su što aktivni, što penzionisani generali i admirali američke vojske i mornarice. Ono koliko ja znam, još u predizbornoj kampanji Trumpove, kad se on borio da bude nominovan u ime Republikanske stranke, on je imao ozbiljnu podršku preko 250 generala i admirala američke vojske, koji su gotovo svi članovi škotskog rituala. Znači, neka relacija tu postoji. Голем дел од вас, почитувани гледачи, прв пат вечер вас слуша за шкотскиот ред или за шкотскиот ритуал. Посебно прв пат слуша за таа мок кој има шкотскиот ред и шкотскиот ритуал. Таа мок која се мери со можноста да влие врз изборот на американските претседатели. Односно, дека токму шкотскиот ред и шкотскиот ритуал има дадено зелено светло за изборот на Доналд Трамп. Еве што во книгата Масони 1717-2010 година на тема шкотскиот ред пише самиот Зоран Енеджич. Формиран 1801 година во Чарлстон, јужната юрисдикција, а сега седиштето е префрлено во Вашингтон. Možda sam preslobodan u zaključivanju, ali pravim jednu paralelu. Što se tiče istočne Evrope, posle pada Berlinskog zida, prvo su obnavljane velike lože masonske. U decembru 89. je obnovljena simbolička velika loža Mađarske. Potom u junu velika loža Jugoslavije, onda je krenulo dalje. I sve zemlje bivšeg sovjetskog lagera, sada samostalne, su dobile veliku ložu, naravno i Rusija dobila veliku ložu, ne samo jednu, nego više. Posle toga je u roku od 1 do 3 godine, posle formiranja i reaktiviranja velikih loža, došlo do reaktiviranja vrhovnih savjeta škotskog rituala direktno iz Vašingtona, a onda između 2 do 5 godina posle formiranja vrhovnih savjeta sve su te zemlje ušle u NATO. Red poteza je bio takav. И мислам дека горе-доле веќе ви се јасни работите, почитувани гледачи. Прво во една држава се формира тој така наречен шкотски ред или шкотски ритуал и подоцната држава во период од 2 до 5 години станува членка на НАТО. Така функционира големата политика, така функционира масонеријата. Тоа нас ни го објаснува Зоран Енезич. Кој е Зоран Енезич? Големиот маршал на масоните во светот. Znači, ta paralela koju sam pokušao da izvedem govori o nekoj zakonomernosti. Prvo velika loža, vrhovni savjet, ulazak u NATO, pa onda ulazak u Evropsku uniju. И што е де факто тој шкотски ред и тој шкотски ритуал кој е толку моќен и толку влијателен во Соединетите американски држави и врз креањето на политиката на Вашингтон. Тој го носи Трамп на власт во Соединетите американски држави и де факто тој е крем дела крем во рамки на светската масонерија. Што е шкотски ритуал? Го спомнувате неколку пати. Можеме да дефинираме што е шкотски и има ли клучна улога, по ова што го слушам, има клучна улога во многу процеси, кај што војниот врв е замешан. Slobodno zidarstvo ima 3 stepena, učenik, pomoćnik i majstor. Oni postaju to u ložama, najmanje 3 lože, koji moraju da imaju najmanje 7 članova koji su na majstorskom stepenu, mogu da naprave savez koji se zove Velika loža, naravno poštujući zakone zemlje u kojoj rade, ali poštujući i masonsko kanonsko pravo. Kada se naprave velike lože i kada one rade, one imaju kadrovsku bazu u svim punoletnim muškarcima te zemlje. Škotski i York ritual, to su takozvani viši filozofski sistemi, čija kadrovska baza su majstori, samo majstori iz te velike lože u odnosnoj zemlji. Znači da je jako sužen na mogućnost izbora ljudi, jer pretpostavlja se da je negde oko 48% u svakoj zemlji od stanovništva muška populacija, pa mogu samo od 21. godine i tako dalje.
Ovde ne mogu. Ako je Velika loža Jugoslavija 1992. godine imala 260 članova, mi smo mogli od 260 članova, koji nisu svi bili majstori, da izaberemo određen broj da budu u škotskom redu od 4. do 33. stepena, u York ritualu od 4. do 12. stepena. Znači, to je kremot. A to je izbor Krem dela krem na masoneriju. Znači, u masoneriju se ulazi na osnovu ne zahteva čoveka, nego na osnovu njegovog interesa, ali na osnovu preporuke dva majstora koji garantuju za njega. Ovu jovanovsku plavu masoneriju, plavu zbog kecelja koje se nose na ritualima. Škotski ritual i York ritual, ali ovdje ću veći akcenat staviti na škotski ritual, bira sam i smatra se čašću za svakog majstora ako ga pozovu da uđe u 4. stepen, a onda da napreduje do trenutka dok ga ne zadrže nekom stepenu. Za razliku od Velike lože... Vi do koji stepen stignahte? Ja sam došao do 33. i bio prvi komandir. Prvi komandir? Da. To je posljednje. Preko toga general? Ne. Kaže se suvereni generalni komandir. General, polkovnik, da rečime ovo. Ili načelnik na general. Maršal bi ja rekao. Maršal. Znači, jeste maršal u masoniriju. Po konstituciji Velika loža je demokratski sistem. Škotski ritual je teokratski sistem. On isto ima organe, ali odlučujuću reč ima komandir. I što poveke da se kaže za to škotski red ili škotski ritual, tamo se vlade teokratski. Komandirot на шкотскиот ред сечи, мери и пресекува. Владе како Путин или владе како Сталин. Никој не може да му се спротистави. Може да ги смени сите членови на шкотскиот ред. Неговиот збор е последен. Тој човек дава зелено светло за изборот на Доналд Трамп за председател на Соединените американски држави. Teokratski znači u upravljanju. Teorijski, Vrhovni savet škotskog rituala može da ima najviše 33 aktivna člana. Kad umre jedan, tek onda može neko od neaktivnih članova koji ima 33. stepen da bude i imenovan, izabran. Po konstituciji škotskog rituala, velikoj konstituciji iz 1786. godine koja je doneta u Charlestonu u Americi, komander ima tu moć i vlast da može da zatraži izjavu lojalnosti od svih 32 člana Vrhovnog saveta. Teorijski sva 32 mogu da mu ne daju lojalnost i on ostaje komander, njih otpušta i onda može da prima nove ljude. Teokratski u smislu upravljanja. Majka velikih loža, svi smatramo, koji smo u masoneriji i oni koji nisu, a bave se masonerijom, je Engleska velikih loža, a majka škotskog rituala je južna jurisdikcija, Vrhovni savjet južne jurisdikcije Sjedinjenih Američkih Država. I to je sistem koji funkcioniše već, boga mi, 2,5 veka i najznačajniji ljudi Amerike su bili članovi škotskog rituala. U vreme kada se sadašnji predsjednik Sjedinjenih Država, Donald Trump, kandidovao da bude kandidat republikanske stranke, on je imao podršku velikog broja generala i admirala koji su u škotskom ritualu, tako da tu može neka paralela da se izvede, ali ja ne bih dalje išao u spekulaciju. Zoran Ненезич е близок со луѓе од најтесното обкружување на Владимир Путин. Ајде да видиме како функционира Русија, како функционираат руските служби, како функционира КГБ и како руските служби и КГБ го носат на власт Владимир Путин. Промената на Елцин со Путин не можеше да се случи без таа руска филозофија да се реагира во момент кога ќе почувствува дека државата им е загрозена. Очигледно дека со Елцин почувствува дека државата им е загрозена и преку ноќ на власт го носат Владимир Путин. Вие сте човек, нели ве представив сега, ви ставим тежок товар на грбот, дека сте човек кој многу знае, па ќе треба нешто из ова да ми одговорите.
Istorija moderne Rusije od Petra Velikoga na ovamo je vrlo zanimljiva. Posebno u 18. i 19. veku, pa čak i u 20. Rusija je bila mamac za tadašnje velike kolonijalne sile zbog sirovinskih resursa kojima je ona bila bogata. Ali je sistem ustrojstva državnog, caristički u Rusiji, posle u 20. veku je 70. godina bio i boljševički sistem, koji se nije mnogo razlikovao od carističkog u smislu upravljačkih mehanizama, je takav da se sa zemljom ogromnog prostora, a relativno slabo naseljenom, upravlja na poseban način. Moje lično mišljenje, ja ne krijem naravno da sam rusofil, jer su to prvo ljudi pravoslavni, drugo odrastao sam na književnosti ruskih klasika, formirao se, mada sam naravno čitao i zapadne pisce, ne baš u istoj meri, ali skoro. To je država koja ima nekakav unutrašnji mehanizam samoodbrane koji pušta stvari da se događaju kako se događaju, ali kada oseti da je moguća katastrofa i kataklizma, javi se. To je običnim ljudima nije to vidljivo, ali to su mehanizmi unutrašnji koji se aktiviraju u trenutku ugroženosti. Да поясниме неколку работи, почитани гледачи. За разлика од останатите држави во светот, руските служби, првенствено КГБ, се носители на реформите. Тие ги туркат и ги спроведуваат реформите во Русија. Таков е и планот Андропов, кој овозможуваше Русија да преживее и после пропаста на комунизмот. Во еден временски период, во времето на Јелцин, еден огромен дел на тие агенти или луѓе кои потекнат од КГБ остана на улица, се само организира и во одреден период од 10 години стана многу помокни од самата руска држава. За да не се случи колапс и крах на руската држава, на чело на Руската федерација дојде Владимир Путин. Тој успеа да воспостави повторна симбиоза помеѓу руските служби и руската номенклатура, односно руската држава. To je moje mišljenje, sreća pre svega Rusije, ruskog naroda, odnosno Ruske federacije, kako se ona zove formalno, što je na vlast došao Putin i ekipa koju je on i razni drugi koji su to formirali došao na vlast, što su znali da uče i na greškama koje je Jugoslavija pravila, pre svega mislim na ono bombardovanje Republike Srpske 95. bez odluke Saveta bezbednosti gde oni imaju pravo veta, a potom i 99. bombardovanja koje je takođe izvršeno mimo međunarodnog prava i Saveta bezbednosti. Na vreme su naučili lekciju, spremili se, naravno ima mnogo još da se radi tamo na reformama, pre svega ekonomskim, ali po mojim informacijama narod tamo mnogo bolje živi nego što je živeo pre 20 godina. Nacionalni dohodak je nebrojeno porastao. Naravno, velika su ulaganja i u naoružanje, ali je veliko ulaganje i u socijalnu varijantu. Velika ulaganja u Rusiji su u povećanje nataliteta, ali kada se nešto zapusti 70 godina, teško ga je za 20 godina povratiti. Ајде да видиме како е сменет Јелцин и како е сменета целата руска номенклатура во период од 24 часа. Ова личи помалку на надоаѓање на власт или затврсување на власт на Мајкл Королоне во филмот Клон. Како е сменет Јелцин? Сигурно знаете како е сменет Јелцин. Знам, ali nije za javnost. Па добро, Potpisao je dekrete. Може ли јас да раскажам, а вие да кажете дали... Da li je dobrovoljno ili nije, ne znam, ali u jednom danu je on nekoliko dekreta potpisao i imenovao na kraju Putina kao svog zamenika, jer sa mesta predsjednika Rusije mnogo su vam veći resursi da dobijete izbore
i on je sa mesta predsjednika, vršioca dužnosti predsjednika dobio izbore, jer imao je Luškova kao mogućeg protikandidata tadašnjeg gradonačelnika Moskve i još neke ljude. Prvi od dekret, koji bili me se potpišeni v isti dan, prvi od dekret je Putin da bude izbran za potpredsjedatelna vlada. Da, drugi dekret u istom danu Da bude predsjednik vlada, vlade, treći dekret u istom danu da je zamjenik, da je vršilac dužnosti predsjednika. I site gubernatori, Istovremeno je menjano sve. site gubernatori i Jelcin. Koordinirana akcija, očigledno, taj unutrašnji mehanizam, po mojoj procjeni, što bi mi u Srbiji rekli, dogorelo do nokata i onda su... Mehanizam na samoodbrana, To je, na ruskata država. to funkcioniše 3 veka. 3 veka. 3 veka to funkcioniše. Ranije je car bio, sada je predsjednik, ali dok je bio boljševički sistem, to je malo drugačije funkcionisalo, ali opet je jedan čovjek odlučio. Така се менуваат властите во Русија. КГБ и службите одат дома кај Елцин, му тропаат на врата, тој отвора, седнат со него, пијат кафе или чај и доброволно го убедуваат дека треба да се повлече од власт. Зошто треба да се повлече власт? Во интерес на Русија и во интерес на руската идеја. И Путин се врзува максимално со црквата. Прво со Алексеј, сега со Кирил. Pa, to je moja procena da je on smatrao da nema potrebe, on ima naravno svoju jedinstvenu Rusiju kao političku stranku, to je pokret više nego stranka. И то базата, силата му ја дава црквата. Ali je okrenuo, on je iskreni, očigledno vernik, to se vidi kada je Božić i Uskrs, kada vidi se kako se moli, kako se krsti, kako pali sveće, vidi se da je... Прв пат беше снимен збунет кога пред 3 години оди во Света Гора и го примат како император. Почестите кои му ги прават во Света Гора, мислам дека тогаш Коцијас, министар за надворешни работи, доаѓа со брод Света Гора во Кареја, престолот му го дават. Прв пат и последен пат ние го идовме I Путин niko nije seo na tu stolicu osim после падот на Византија. posle Vasilevsa Carigradskoga, niko nije seo osim Putina. И оди на денот кога е пропаста на Византија. Истиот ден кога е последниот ден на Византија, кога османлите влагат во Цариград, денешен Истанбул, тој ден Путин доаѓа во Света Гора и после паѓањето на Византија првиот император или Василевски седнува во престолот во Света Гора. To ima simbolike, očigledno, i da ga svetogorski monasi, ne samo u Pantelemonu, koji je ruski manastir, nego tamo je najveći broj grčkih manastira, da ga doživljavaju kao pravoslavnog državnika koji ima svest o pravoslavlju i ima svest o odbrani pravoslavlja, koje je sa mnogo strana ugroženo, od varijante unijaćenja pa preko ovih. Mada je ta verska situacija u Rusiji, koja ima i muslimane, i katolike, i budiste i tako dalje, mnogo drugačija nego u svim drugim zemljama. Например, Rusko pravoslavlje i pravoslavlje inače je blisko sa ovim islamom koji gravitira iz Irana, ne iz Saudije Arabije. Vrlo su bliski i... Значи не со сунитите, туку со шиитите. Da, По кој дел? generalno, iranski muslimanski pravac je mnogo bliži pravoslavlju nego što možemo da zamislimo. Сега ви јасно почитувани гледачи, од каде е таа блискост на Русија со Иран и со Сирија, односно држави кај што на власт се шиитите или одредени деривати на шиитите. Затоа масоните владеат со светот, почитувани гледачи, бидејќи располагаат со информации кои ние обичните смртници никако не можеме да ги знаеме или да дојдеме до нив. Например, руската црква, посебно сега патриархот Кирил, има главниот бизнис со дијаманти во рамки на руската империја или Руската федерација. Bio državni posao dok je bio vladika, sada je samo patrijarh. И тоа е мокни богат институција, тоа им беше поентата. И тоа се два главни играчи, Путин и патриархот. Таа комбинација ја стабилизира Русија во овој временски период.
Кога пред половина година папата дојде во официјална посета на Република Македонија, многумина од нас, вклучително јас, почитувани гледачи, си ја поставивме дилемата или си го поставивме прашањето зошто е Скопје толку битно за Ватикан. Тоа е прашање на кое треба да се даде одговор. Во емисија ние ќе се обидиме да дадеме одговор на така поставената дилема. Зошто е Скопје толку битно за Ватикан? Пред 7 месеци во официјална посета на Македонија беше поглаварот на Римокатоличката црква. Зошто е Скопје битен за Ватикан? Битен за Велика Британија? Ние имаме мноштво на толкување. Дали вие можете, како поранешен голем мајстор, кој човек кој знае, ги има проучено архивите, да ни дадете некој логичен одговор од каде е тоа значење на Скопје? Зошто е Скопје битен за нив? Geostratегијски, геополитички, од краја 16. века Ватикан je imao prozelitsku politiku i želeo je da što više onih koji nisu hrišćani, katolici, pokrsti, a oni koji su ortodoksni ili pravoslavni da ih vrati kao izaslaniku Svetog Petra na zemlji, a to je papa. Jedan srpski istoričar između dva svetska rata, bio akademik Jovan Radonić, je napisao i objavio neveliku knjigu, obimom, ali ozbiljnu po sadržaju, Škole rimske kurije u 16. i 17. veku, gde je vrlo jasno objasnio paralelizam između geostrategijske politike Vatikana i engleske. Tada još nije bilo Britanije, ona je tek početkom 19. veka postala Velika Britanija, Ujedinjeno kraljevstvo u stvari. Skoplje je bitno jer je to geostrategijski ključ za vladanje Moravsko-Vardarskom dolinom, samim tim i za dolazak, brz dolazak do grčkih luka, a s druge strane je najlakše od Skoplja odskočiti do stomaka Rusije, a to je Kavkaz, jer Kavkaz je naseljen pretežno nepravoslavnim življem. Engleska politika, imperijalna, zbog težnji da dođe do, pre svega, izvora nafte u Iraku, ali ne samo u Iraku, nego i na Kaspijskom moru, je zbog toga smatrala da je lak konjički skok iz Skoplja u stomak, u trbuh Rusije, a to je i Vatikan. Tu su se poklapali, iako je Engleska verski bila odvojena od Vatikana, od Henrika VIII pa nadalje. Сега предпоставам дека многу работи ви се појасни или треба да ви бидат појасни, почитувани гледачи, за масоните, за Ватикан, за Велика Британија или британската масонска ложа, за тоа како се формирани македонските масони, зошто британските масони одбра после 100 години првата ложа која тие директно ќе формира да биде македонската масонска ложа, бидејќи Скопје треба да им биде центар. Скопје требаше да биде центар за сите нивни операции, не само на Балканскиот полуостров, туку и за операциите на територијата на Руската Федерација. Zato i danas Skoplje je zanimljivo. Meni ni dan danas nije dovoljno jasno zašto je ujedinjena velika loža Engleske 2006. godine napravila veliku ložu Makedonije. Iako su to ljudi i braća koji su bili članovi kod mene i ja sam, koliko sam naravno bio u prilici, pomogao da do toga dođe. I to je do promene imena sada Makedonije u Severna Makedonija preko onog Ohridskog valjda sporazuma bila jedina institucija i pored ogromnog grčkog napora da se ne dozvoli priznavanje imena Makedonija, koja je bila međunarodno priznata, naravno ne državno, nego unutar masonerije, pre svega od velike lože Engleske, a onda i od svih još 150-ak velikih loža sveta koje slede politiku Engleske, koja je priznata pod imenom Velika loža Makedonija. Ne znam da li su sada promenili ime u Velika loža Severna Makedonija, to zaista nisam upućen, mada je to skoro sve i državno napravljeno.
Ali mi je bilo čudno, zato što Englezi jesu pravili velike lože u prvoj polovini 18. veka po Evropi. I onda nisu više pravili, sada su te nove lože pravile druge velike lože u drugim zemljama, do 913. godine kada su napravili veliku nacionalnu ložu Francuske, jer im se nešto nije sviđalo u politici velike lože Francuske, koji su do tada priznavali. Znači, u 20. veku je napravljena velika nacionalna loža Francuske, u 20. veku direktno od Engleza, a u 20. veku samo velika loža Makedonije. Moguće, ja vidim mogućnost da naprave nekakvu bazu, mada znajući te ljude koji su masoni u to vreme bili u velikoj loži Makedonije, su to jako časni, pošteni, dobri ljudi i македонския патриот. Што ќе се случува на Балканот? Еве една анализа на големиот маршал на масоните. Тој предвидува тектонски потреси на Балканскиот полуостров. Се надам дека нема да биде во право, меѓутоа еве да слушнеме што тој вели во неговата анализа. Што ќе се случува на Балканот? Можете ли на проценка, посебно во овој дел на Балканот, Македонија, Србија, Косово, како вие гледате врз база на сите информации со кои располагате? Што можеме да очекуваме во наредниот период? Ja očekujem tektonske poremećaje, ali ne pre druge polovine iduće godine. Biće tu raznih pokušaja, ali osnovni problem je ovo što liči sa podrškom zapadnom, odnosno transatlantskom podrškom takozvanoj stvaranju neke velike Albanije. Meni to liči na to. Sad, da li će se to desiti ili ne mogu da predvidim, ali po pravilu, ono što je ratom počelo, bojim se da može ratom i da se završi. Nisam optimista, ali sve ukazuje da rat još nije završen. Sad, da li ćemo uspeti da prođemo bez rata, što bi bilo jako mudro, pregovorima i dogovorima, to je drugo pitanje. Вие проценувате дека е можно косовското прашање да генерира нова војна? Апсолутно. И што би се случило во таа нова војна? Да предпоставиме. Трамп добива уште еден мандат. Да ќе Бог да Трамп добие još jedan mandat, da ne bude ubijen pre toga. A ja se nadam da će rezultatima svoje politike dobiti većinu na novim izborima. Тоа е таа Монрова доктрина која тоа спроведува Америка на американците или силна Америка, го враќа капиталот, враќа индустријата, се запослива своje ljude. Jer on je predsjednik Amerike, to je predsjednički sistem kao i u Francuskoj i u Rusiji. Многу малку војни отпочнува, во најголем дел ги завршува. Nije nijednu započeo. Во најголем дел ги затвара. Pokušava da zatvori to što je со Сирија, što su završavali Afganistani, Irak, čuda. Problem je očigledno, naravno, još veliki Libija. Na kraju sve to što je bila ta islamska država. Ославија рушевини. Видите, после 30 години они отворија два крупни процеси, зборам за на неолиберална политика на Америка, падот на комунизмот и арапската пролет, кој требаше да биде некој пандан на падот на комунизмот, меѓутоа во арапскиот и муслиманскиот свет, и одеднаш рушевини им се појавија. Се она што го смета ако некој спектакуларно своје достигнување, на крај им се сведе на одредени рушевини кои што не знаат како да ги санират и како да ги поправат. Oni mogu to da saniraju kako hoće, ali očigledno žele neuralgične tačke. Jer neuralgične tačke onda mogu da daju prostora za intervenciju i vojnu. И еден дел на Америка сака тоа да го среди. Pa to je ova vladajuća sada Amerika. Da može da go popravi. Ali on ima problem, čini mi se, sa tom takozvanom, kako ga zovu, dubokom državom, gde ima tih recidiva klana Clinton, Barack Obama, koji su demokrate, a inače prosečan konzervativni Amerikanac, republikanac, demokrate smatra liberalima i polukomunistima. Зошто полукомунисти? Зошто би ги сметале за полукомунисти?
Pa nisu klasični komunisti, ali... A ne se ni ne komunisti. A nisu... Oni su nevernici, ja mislim, presne. To što sita nas ne interesira je što će se slučaju v Republika Makedonija. Пред 4 години, во последното интервју кој го имавме со Зоран Ненезич, тој ги погоди сите работи и сите процеси кои ќе се случат во Република Македонија. Затоа повторно го поканивме во овој интервју да видиме или да дебатираме на тема што ќе се случува во наредниот период во Република Македонија. Што се случува во Македонија, господин Ненезич? Од последното наше снимање и гостување, тоа е некаде пред 4 или 5 години, врват годините, минуваат годините, Македонија го смени своето име. Не само што го смени своето име, него ние поминавме низ еден процес, една харанга, шарени револуции, притисоци, конфликти, 27 април влез во македонскиот парламент, бегство на премиерот, поранешниот премиер во Будимпешта, во Унгарија, се случи се и се што. Ако се сеќате, јас сам тоа антиципирao тада кад сам говорио. Да, така беше. Затоа и уште едно интервју сакаме за да ни предвидите уште што ќе ни се случи. Ја наравно не могу да се мешам, ја не могу да се мешам ни у свој живот скоро више, jer имам и жену, па ќе морати она да одлучува о мом животу, али у политику Македонија не могу да се мешам, могу да имам симпатije или антипатije према неким стварима. Мени nije симпатично da su legalnu vlast smenjivali na način kako su je smenjivali, jer vlast se smenjuje naravno izborima. Očigledno i tu, kao i ovde, 2000. godine ušao veliki novac sa zapada, sa idejama koje su posle sprovedene. Čini mi se da je u suštini sada de facto, de jure ne znam, ali de facto Makedonija je postala konfederalna država. Jer postoje Makedonci, postoje Albanci, postoji albanski jezik kao zvanični jezik i tako dalje. To je nešto što je stvar makedonskog naroda ili državljana Makedonije, da budem precizniji. Ja sam imao simpatije za prethodnu vlast i tadašnjeg predsjednika vlade, ali moje simpatije ne odlučuju, odlučuju glasovi Makedonaca koji, ako gledaju televiziju, znaju kako će glasati. Ko kontroliše televizije, tako i dobija izbore. Na kraju završio u Budimpešta. Dobio je azilu i kod Orbana. Zašto? Mogu da pretpostavljam, ali mislim da je imao relativno dobre odnose sa Rusijom. Orban ima relativno pristojne odnose isto sa Rusijom. Ne isključujem i tu mogućnost. Na kraju i Rusija je bila, čini mi se, nešto malo involvirana i preko Grčke i preko Makedonije protiv tih procesa koji su bili sa zapada kreirani da se napravi od Makedonije ovo što je napravljeno i da na kraju promeni ime, verovatno da vrlo brzo uđe i u NATO pakt. Ние со една нога сме членки на НАТО, или треба да станеме членки на НАТО, и тука се постава прашањето дали ќе биде залудно потрошено или сменето македонското име за ние да станеме членки на НАТО, односно каква ќе биде иднината на НАТО, дали НАТО има перспектива, што ќе се случи со таа војна организација во наредните неколку години. Криза е велика и у НАТО пакту, у Европској унiji, Брекзит. Ги читате овие изјави на Макрон. Видите, председател на Франција тоа го кажува. Значи, кажува така тврдо дека НАТО се наоѓа во клиничка смрт или со претрпен мозочен удар, што тоа би звучало грубо и кога би го кажал обичен аналитичар во Франција. А тоа кога ќе излезе од устата на францускиот председател, делува стравично. Ali ima tu možda jedna razlika. Nemačka je ekonomski džin u Evropi, ona je motor Evropske unije i po mom mišljenju Evropska unija najviše služi Nemačkoj. Sa izlaskom Velike Britanije, sa tim takozvanim Brexitom, a Nemačka nema nuklearno naoružanje, ima američke trupe koje imaju nuklearno naoružanje na teritoriji Nemačke. Engleska ima nuklearno naoružanje, ali vrlo malo ona proizvodi, ona to kupuje od Amerikanaca. Mimo Rusije, Kine, Indije,
Francuska je sposobna tehnološki da pravi nuklearno naoružanje. I mislim da je to jedan od argumenata njegovoj čvrstini i dijagnostici koja je dosta brutalna bila. Jer svi ovi posle su se nešto kao reagovali od onog generalnog sekretara NATO pakta pa nadalje, da to nije baš tako, ali i Trump već i u predizbornoj kampanji i sada ima tezu da ako hoćeš zaštitu NATO pakta, moraš i mnogo više da platiš. После војната во Сирија и манифестацијата на таа руска воена сила, сега се постава прашањето дали НАТО воопшто може да исполни својата задача да ја брани Западна Европа од руска можна агресија, односно дали НАТО на воен план воопшто може да парира на руската армија или на руската федерација. Господин Ненезич, кога ги читаме сите тие стручни податоци, литератури, кога слушаме луѓе што зборат, генерали на руска армија, на американска армија, неутрални генерали, Русија е веќе супериорна во одредени сегменти на одбраната. Нивните ракетни системи, одредени нуклеарни подморници, кои се на 400 км од источниот брег на Америка или од она страна, на западниот брег, Пацификот, може да направат сериозни проблеми на американската држава. Значи, ако НАТО е формиран да ја брани Европа од можни руски воени напади, со ова супериорност на Русија во наоружување, во одбрамбена стратегија, НАТО ја губи својата смисла. Pa on je izgubio smisao padom Berlinskog zida NATO pakta. I on je usmerio politiku za okruživanje Rusije. Očigledno da je pripajanje Krima Rusiji na način bez prolivene krvi i jednog čoveka malo uzbunilo Zapad do mere da su Rusi u stanju da urade i to što su uradili. Една руска подморница на 400 км од источниот и од западниот брег има повеќе нуклеарен потенцијал од колку што има цела Франција. I Engleska zajedno. И Енглеска заедно. Тоа се факти кои не може никој да ги негира. Тие факти даваат сосема нова слика на светската геополитика. Ali treba ključnu stvar reći ovde, po mom mišljenju. To je vrlo pedantno, dugo, pametno, bez velike pompe. Napravljena je ozbiljna osovina Moskva, Peking, New Delhi. Kad se tome doda i Brazil i Južna Afrika, zemlje BRICS-a, to je već ozbiljna 30 до 40% од светот. Отприлика. U stanovništvu to je preko 60%. Да. Jer Kinezi su pre neku godinu ukinuli onu odredbu da mogu da imaju samo jedno dete. Imaju skoro 1,5 milijardu stanovnika, Indija 1,4 milijarde, to je 3 milijarde. Znači poveke od 4 polovina sveta. Ljudskog. Drugo, ekonomski razvoj i tehnološki razvoj Kine sa jedne strane, Indije sa druge i Rusije sa treće strane govore da on nezadrživo napreduju. Kina, ja mislim da je vrlo blizu da postane prva ekonomska sila, možda za koju godinu. Дали ќе има нова Јалта, дали ќе има нов Дејтон и дали ќе има ново прекројување на границите или на зоните на влијание на Балканскиот полуостров. Никогаш Јалта и никогаш Дејтон не се имаат случајно претходно да нема војна. Дали ќе биде сега прв пат возможно да има мировна конференција, а да нема нова војна на Балканот? И што за тоа вели или што на таа тема размислува Зоран Ненезич? Има ли нова Јалта тука на Балканот? Бидејќи, ако Путин постојано вели дојдете да се договориме, не е светот веќе униполарен, не е веќе ни биполарен, како што беше во време на Советскиот сојуз и Америка, туку е мултиполарен. Очигледно дека се најавува некој нов договор, некоја нова Јалта. Веројатно ќе почекаме неколку месеци. Ова што вие го говорите за можна војна, влага во еден таков контекст, можеби, кога ќе се постави новата карта на Балканот, новите зони на влијание, зони на интереси, и тоа ќе трае сигурно 20-30 години, како што Јалта траеше 40 или 50 години. I mi Srbi i vi Makedonci ste vezani za ono što se zove
Rajna, Majna, Dunav, a onda se produžava na Moravsko-Vardarsku dolinu. To je jedini pravi kopneni put za Bliski istok koji je pun nafte. Nikada se, pošto smo mi i teritorijalno i brojčano mali narodi, iako mislimo da smo veliki sa istorijom koju imamo, to nije sporno i treba gajiti naše korene, jer kada koreni u nekom narodu, u nacionu počnu da se suše, onda se suši i stablo. Nikada se ovde ništa nije događalo bez dogovora velikih sila. Možemo krenuti od Bečkog kongresa 815. preko Berlinskog kongresa 878. pa onda 918. kapitulacija sila osovine, pa onda 45. a pre 45. je bio dogovor na Jalti. Veliki su interesi velikih i moćnih sila, ekonomski, vojno i po ljudskim resursima, jer smo na čvorištu. Još je vidoviti i mudri Sveti Sava početkom 13. veka rekao za Srbiju, a to se odnosi apsolutno i na Makedoniju, mi smo za zapad istok, a za istok smo zapad. Sve se ukršta ovde i dobro je što se ukršta, jer prvo mi se ne množimo samo između sebe, nego se mešamo, što je dobro. Nemamo varijantu ostrvskih država, da ne pominjem neku, da je u 4. generaciji, kada se u bliskoj familiji zbog imanja žene rađaju se mediokriteti i tako dalje. Ovdje narod i dalje lep, i muški, i ženski. Ima, naravno, političkih pritisaka da budemo politički korektni, posebno u okviru nekih takozvanih seksualnih orijentacija, ali to je privatna stvar svakog čovjeka, šta će da radi. Ja sam stariji čovjek, konzervativan, bez dobre, jake porodice nema dobrog društva ni dobre države. Jaz se sakam ta formulacija, britanski službi rusko odelenje ili britanska masonerija rusko odelenje. Mislim дека сите работи кои ни се случуваат на Балканскиот полуостров последните 5 или 10 години се во режија на британските масони и на британските служби, тоа така наречено руско оделение. Ајде да видиме што ќе ни се случува на наредниот период во Македонија, на Балканот и во светот во режија на светската масонерија. Обранат ли русите Косово? Ако дојде до нова војна? Ja sam ubeđen da ćemo mi i bez Rusije moći da odbranimo Kosovo. A uz njihovu malu pomoć stvari završene. Ali mislim da će možda ta nova Jalta doći u trenutku kad se zaoštri sukob neki, jer albanski faktor je dosta nepouzdan na Kosovu. Očekuje carte blanche podršku, pre svega Amerike. Briselom ne zarezuje ni najmanje. Sad zavisi od njihove nezajažljivosti, da li će nešto zaiskriti pa se upaliti neki požar, da mora da se gasi novom Jaltom, novim Daytonom ili bilo čim, jer bolje je i 3 godine pregovarati nego 1 dan ratovati. Ovo беше ексклузивно интервју со големиот мајстор на масоните. Мислам дека после ова интервју, почитувани гледачи, многу работи ќе ви бидат јасни или многу работи ќе ви бидат појасни. Откривме многу работи, отворивме многу карти. Сите тие работи за кои досега предпоставувавме дека се случуваат во светската политика и во светската масонерија, сега како на послужавник беа ставени пред вас. Ова беше емисијата во Центар Јас сум Васко Евто. Се гледаме во четврток во 22 часот. До тогаш пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.